Почитувани, следите Студио 10 на телевизија 24. Темава денеска ја посветуваме на една година од откривањето на првиот пациент со коронавирус во земјава. За време на целава изминатава година, секако на првите борбени линии беа токму медицинските сестри. Во продолжение фокусот го ставаме токму на нив. Гостинка во студиото ни е Гордана Бешлиовска, председателка на Унијата на медицински сестри, акушерки и техничари. Добро утро и добре дојдовте, Гордана. Добар ден. Веќе една година како македонското здравство се справува со корона пандемијата. Медицинските сестри се секако први во борбените линии. Со какви проблеми и предизвици се соочи овој персонал и се соочува за време на целата оваа криза? Па така, ви благодарам пред се многу што го подигате гласот на медицинските сестри. Сите овие наси можности за да зборнеме за овој профил за ова наша професија се момент во кој што ние го подигаме гласот, каде што нормално сакаме да ги донесеме и да ги представиме проблемите, но и решенијата за нашите проблеми. Точно дека веќе една година се справуваме со сето оно кое што е преструктурирање во болниците како резултат на ковид пандемијата. Многу поминавме, многу ситуации, многу состојби, многу нажалост трагедии, многу нажалост инфицирани, заболени здравствени работници, пред се медицински сестри кои што после рехабилитацијата и многу тешко сега фаќаат приклучок во ковид центрите, многу ротации, многу изложеност. Се отворија болничките врати, видовте све што се случува позади болничките врати, нажалост тешки клинички слики, големи семени трагедии, губитоци над 3100 починати од самиот почеток на ковид пандемијата. Нажалост сега во текот на неделава слушаме за еден поблаго пораст на еден нов бран на заболени и полнење на... Да, повторно имаме пораст, ве плаши ли тоа? Па да ви кажам, нас никогаш заради одборноста на професијата ние никогаш не се плашиме со предизвикот во кој што сме заради хуманоста што ја носиме и што работиме, меѓутоа бројките и показателите зборуваат за тоа дека не чекаат уште пролонгирани времења во кои што сите сакаме веќе да ги приведеме кон крај сите овие случувања. Нажалост, многу надежно према имунизацијата сите сме во големо очекување дека затоа и промотивно и здравствено воспитно делувавме до населението. Всушност тоа е нашата една од најголемите задачи на медицинските сестри, да делуваме промотивно и здравствено воспитно, и тоа го правиме од самиот почеток на пандемијата, каде што постојано апелираме за заштитните мерки, за заштитата, за превенцијата, за сето оно кое што треба да се превземе и да се направи. Меѓутоа, нажалост, се соочуваме со мутации како што слушаме од експертите, од стручњаците, ни се случуваат нови, можеби олабавување на населението, не знам, не сум компетентна да кажувам што се случува надвор од болничките врати, меѓутоа информациите во Сдруженијето и во Унијата зборуваат од медицинските сестри во текот на изминатата и преминатата недела дека почнува повторно да расте енормно бројката. Не загрижува, како не загрижува. Здравствените работници се исцрпени, медицинските сестри се веќе на работна издржливост. Вие знаете дека ние сме дефицитни во некои услови во пандемија, да не зборуваме сега во вакви услови каде што се покачени бројките во ковид центрите со ротации. Меѓутоа, заради намалувањето на обемот на работата во другите области, нажалост, заради пандемијава едноставно имаме некои одели, оделенија во одредени болници каде што функционирањето е намалено. И покрај тоа што се отворени термините, имаат редовни прегледи пациентите, меѓутоа се црпи од тие оделенија, се носи во ковид центрите, се надополнуваат сестрите, меѓутоа тие ротации веќе се 7, 8, 9 ротација, и тоа веќе носи до преумореност. Голем број од тие здравствени работници се инфицираа, се заразија, после враќањето на работа многу тешко се рехабилитираат. Ние како Унија, како Сдружение цело време апелиравме дека многу е потребно да се превземат мерки за надополнување и за една добра рехабилитација на нас здравствените работници, вклучувајќи ги сите оние мерки за подобрување на условите при работа и за стимулативните мерки со финансиите, каде што зборувавме за оној дел и зборуваме и кажуваме дека внатре во ковид центрите треба заразниот додаток за медицинските сестри да биде многу повисок, не да биде во услови како што е предвиден, бидејќи во посебни услови се работи за време на ковид пандемијата. Не е едноставно во целокупната таа црвена зона со сета таа заштитна опрема, со целокупниот психички, физички овакво терет со кој што сте, значи и заразата на кој што сте изложени самите и си ги изложувате понатака и семејството
и без разлика што сте професионалци заслужувате, значи да имате коефициент кој што ќе ви го надополнува тоа во работата и на некој начин ќе ве стимулира. Секоја награда е добредојдена беше еднократната награда, меѓутоа мислам дека тоа не е доволен стимул и доволно не ги оправдува сите оние напори и сето оно што ние го работиме во ковид центрите. Што според вас би бил добар стимул? Значи ние кажавме, мислам, јас само се повторувам, на жалост многу тешко имаме слух за сето оно што го кажува Унијата и Сдруженијето. Покрај оно што ни фалат основните и базните работи за професијата, нели, како што е нерегулирана, па го нема законот и така понатака, исплива голем број на незадоволство сега за време на ковид кризата од причини што прво сме недоволни, оптеретувањето е многу големо на тие што се внатре во ковид центрите, од друга страна платени се по оној личен доход кој што е стандарден, сметаме и мислиме дека треба личните доходи на сестрите во ковид центрите да бидат малтене двојно поголеми од ова кое што го земаат по колективните договори сега како што е. Треба да ги прати заразен додаток во основицата на личните доходи, кој што ќе остави траен белег во тие лични доходи. Еднократните награди се моментални во моментот. Ова еден ден ќе заврши и вие треба да имате еден бенефит во личните доходи, еден ден сите овие луѓе треба значи мирно да се пензионират од оваа професија. Ние кажувавме многу пати како Унија, како Сдружение дека сите овие што се заразија медицински сестри имаат право на решение за професионално заболување кое што носи нови бенефити за истите нив и кажувавме дека преку и трае и значи апелирам и им кажувам на медицинските сестри отворено дека треба да аплицираат до подрачните единици во фондовите за здравство, од каде што со специјалистичките наводи за заболување треба да се аплицира до Институтот за јавно здравје, каде што врз основа на изработени елаборати ќе добијат за решение за професионално заболување, врз основа на кое значи Тоа значи дека медицинските сестри кои што заболеле од ковид на работното место, практично не им се плаќаат парите, односно им се знаете плаќаат како има за боледувања? Боледувања, значи на многу од нив им беа исплатени, меѓутоа не по исти аршини во сите здравствени институции. Знаете како ние имаме на жалост состојби во кои што покрај носењето на генерални одлуки во одредени здравствени институции на различен начин се толкуваат некои работи. И затоа имаме незадоволство и еве и наградите кога следува. Имавме незадоволство во одредени здравствени институции каде што едноставно не знаеме врз основа на каков критериум и на какви аршини, пак така ќе се изразам, беа направени тие списоци за да ги добијат наградите. Имаше големи незадоволство и стига голем број на реакции во Сдруженијето и во Унијата по повеќето од здравни домови, на некои од сродните струки наши кои што биле вклучени во работата на медицинските сестри, кои што биле изоставени од списоците и тоа се нели голем број на незадоволство, за разлика од некои здравствени институции каде што нели нормално беа сите опфатени. Ние се сочуваме со таков проблем на немање рамка и на самите пресметки на личните доходи и на дежурствата и на сето оно што се случува во здравствените институции. Ние сме поборници да имаме една рамка врз основа на која сите ние во здравствените институции ќе бидеме по една иста формула во дежурствата и во сменската работа исплатени и платени. Да, вие претходно дури говоревте дека дел од сестрите и другиот персонал дури за време на пандемијата работеле со договор на дело без решен статус. Да. Дали овие проблеми се решени во меѓувреме или натаму е таква состојбата? И тоа е да ви кажам тренд во одредени институции, во одредени не. Значи ние се соочуваме со одредени некоректни мерки на менеджментите во одредени здравствени институции. Ние кога го подигнавме гласот и кога кажавме дека медицинските сестри како договор на дело во услови посебно на пандемија не смеа да постојат без здравствено осигурување и пензиско, се случи да на тековни вонредни конгреси во одредени здравствени институции бидат вработени. Тоа се случи во градската општа болница 8 септември, тоа се случи во Куманово, во болницата и во некои други болници, меѓутоа на жалост во клиничката болница Штип на пример 16 медицински сестри се уште си работат во статус договор на дело и нема никаков конкурс. Тоа значи дека не се ниту здравствено осигурани? Да, тоа значи тоа и на жалост ние имаме здравствени институции во моментот како што и клиниката за инфективни болести каде што во меѓувреме ги примија сите сестри, во моментот отворени конкурси за договор на дело. Ние не смееме да воопшто да помислуваме во таков статус да ги примаме сестрите. Ако ние сметаме дека тоа е статус во кој што треба да се обучат или да фатат приклучок во оваква работата, ние сме поборници за приправничкиот стаж. Значи има начин вие со едно
со еден посебен правилник, значи да ги едуцирате, да ги уклучите во работата, меѓутоа да ги вработите редовно, да имаат статус на здравствено и пензиско осигурување. Не заслужуваме. Знаете како сите овие проблеми не можеме да ги надминеме туку така се додека не е изрегулирана професијата. Затоа ние го бараме законот за нашата професија. Токму тоа ми беше следното прашање, значи ова барање од многу одамна вие барате закон за сестринската дејност. Дали е веќе реализирано и еве да објасниме од какво значење всушност тој закон за сестринска дејност? Значењето, видите, тоа регулира всушност нашата професија. Значи ние имаме занечиски професии во кои што се регулирани, кои што имаат лиценци за работа, ние сме единствени на кои што нашиот труд, нашите интервенции не ни се вреднувани. Тоа значи дека никаде не постои запис за вашите интервенции, тоа значи дека не знаете каде ви почнуваат, а каде ви завршуваат врз основа на образованието со кое што работите во здравствените институции. Тоа е еден многу голем парадокс во институциите кои што ги нарушува и меѓуколегиалните односи. Бидејќи ние веќе значи имаме високостручни школи кои што вадат толку многу кадар, а истите тие медицински сестри во здравствените институции не ни се признаени со високото образование. И сега нормално е дека вие сакате да си се пронајдете и да бидете според образованието платени, а од друга страна никој не ви ги покачува должностите и одговорностите.